програма. Во Албанија се формира уште една политичка партија, партија за демократски просперитет на линија од Преспа во Албанија. Го имаме Ефтин Митревски, многу познат на вас, почитувани слушатели. Ефтин, добро утро. Добро утро, Ицо. Добро утро и на сите македонци во Австралија и секаде во диаспората. Ние ве побаравме, бидејќи соработката ни е доста добра, а информациите кои ги давате секогаш биле искрени и прецизни. Еве, слушаме, односно прочитавме дека се формира уште една македонска политичка партија во Република Албанија. Точно е така, Ицо, дека деновиве на 6 декември добивме пак согласност од Министерството од судот во Тирана, дека ја обновивме или поточно ја реформиравме нова политичка партија која се вика Партија за демократски просперитет во Албанија. Добро, имавме една политичка партија, како ќе бидат, имаме, односно, уште една политичка партија, како ќе бидат односите со таа политичка партија? Таа е Македонска алијанса за европска. Целта наша, Ицо, е дека новата политичка партија што ја формиравме, значи Партија за демократски просперитет, има за цел да ги забрза, да ги активира сите македонски сили во Албанија за унапредување на правата на македонците во Албанија. Значи, ние немаме ништо против нашата постоечката партија на Македонска алијанса за европска интеграција. Целта наша е се повеќе да се активизираме, се повеќе да се вклучиме во системот на Албанија, за да имаме по-конкретни резултати. Гледаме дека како се развиват националната свест во сите околни соседни држави на Македонија и на Албанија, затоа целта наша беше да се активизираме уште повеќе, помасовно, вклучувајќи и новата партија за да постигнеме нешто по-конкретно, што е најбитно за македонците во Албанија. Синоќа имав разговор со Јана Шутко. Таа е една исто така од активистите на македонците во Албанија. Ви представува состанок или пак конгрес на партијата, нели? Да, Јана Шутку е веќе назначена како координатор нова иницијативен одбор на новата партија и она ја раководеше до сегашната активност до регистрацијата на новата партија, така што она како видна председател или координатор на новата политичка партија има закажано за сабота во градот Поградец. Ние, управниот одбор на ова нова партија, ќе се состаниме и ќе закажиме во текот на крајот или почетокот на јуни. Значи, крајот на јануари или почетокот на месец февруар 2013 година да закажиме одржување на конгрес на новата партија, каде што ќе се зацртат јасно стратегијата и целите на македонците во Албанија. Пошто во Албанија веќе се декретирани новите парламентарни избори што ќе се одржат на 23 јуни 2013 година, така што пред нас постои многу кратко време, треба поактивно, помасовно да се ангажираме за да постигнеме нашата цел. Покрај Ефтин Митревски и Јана Шутко, дали некои други се познати имиња за македонската заедница кои се во одборот? Да, имаме скоро од сите урбани и рурални средини представници. Јас можам со задоволство да го представам и Едмонд Османи од македонците од Требиште, можам да го представам Јован Шкамби од македонците од градот Поградец, Јован Фило, Тајко Гроздани од македонците од Корча, Елена Саркади од градот Билиште и многу помлади активисти од Тирана, така што
ни остана задача деновиве да вклучиме активист и од македонците од гора со еден збор. Сакам да заокружиме дека на состанокот во Поградец да биде присутни сите македонци од рурални и урбани средини, за да дадиме на јасна слика што предвидуваме и што можеме да постигнеме коалицирајќи со друга политичка партија во Албанија, кој што на вистина сега имаме реална, отворена можност да коалицираме, кој што секојдневно не нудат социјалистичка партија кој што е во опозиција. Ефтин, бидејќи во пописот не се попишавте како македонци, најосновните човекови права ги нема македонскиот народ во Албанија. Знаете ли колку македонци има од спрема вашите сознанија или пак предпоставки? Според наши сознанија, мислам дека македонци во Албанија има околу 200.000. Но секој кој ќе слушни ова информација може секако да се изрази. Но ова е реалност. Јас можам да ви цитирам дека на датата 7.12.2012 година, значи то пред 5-6 дена, Институтот за статистика во Албанија објави резултатите од пописот што се одржа во Албанија. И тамо ние сме признати само со 0,2% од севкупното население во Албанија. Значи, во Албанија излегоа на попис 2.800.000 жители и ние сме 0,2% од таа севкупна бројка. Значи, тоа не е попис, тоа е шифра која што е додадена уште во времето на системот, на поранешниот систем, и тука веќе ние сме затворени и заклучени околу 5-6 илјади македонци. Но тоа не е реално, фактите покажуваат дека не е реално, Албанија се страши, како и другите соседни држави на Македонија и Бугарија и Грција, исто така и Албанија се служи и се страши да ставит графа во пописниот лист, да речи дека признаваме и македонско малцинство. Со сето тоа, она признава делумно е на минимална шифра од 5-6 илјади македонци, кој што е нешто подобро споредено со другите соседни држави на Македонија. Но реалната бројка на македонците во Албанија е многу поголема, кој што тврдам со одговорност, со една сондажа, кој што постојат и специјални институции, може да се докаже дека во Албанија живеат околу 200.000 македонци. Добро, ајде да се префрлиме на последните настани прославата на 100 годишнината од независноста на Албанија и знамето на Албанија. Се случи прво инцидент во Пустец од една политичка група или партија сега веќе, потоа премиерот беше Никола Груевски во посета на Албанија, па се фрлаше со јајца и со шишиња по него, а пак западниот дел на Република Македонија беше поплавен со албанските знамиња од она што можевме ние да гледаме преку телевизиите. Како тоа се одразе на вас, на македонскиот народ во Албанија? Вака, Ицо, како прво, посетата на една радикална група од партијата Црвено-црните. Јас крајно и уште тогаш ја осудив, таа е една радикална партија која што нивна цел е тие нема јасна програма, реформи, тие нудат само се служат со вакви работи, значи национални и иридентистички, шовенистички, па можам да речам и фашистички идеи. Посетата на нивната во Преспа, то беше, јас не бев присутен, меѓутоа од сликата што ја гледав, навистина беше грда. И мене ми е жал зошто се уште
Председателот на општината, господинот Едмон Темелко, се уште молчит и се уште не излегува јасно да кажи кој ја организира и зошто се посети таа. Зошто не се направи протестна нота од страна на градоначалникот на општина Пустец до сите меѓународни институции. Зошто не се собра сите одма по тоа да имаше состанок на македонците од Мала Преспа, кој што ќе кажеме нашите мислења, нашиот став, кој беше. За мене тоа представуваше тие нас во тој ден сака да не истерат, сака да не прогонат од нашите огништа. А се уште очекувам од градоначалникот да не свика и да ни ја кажи реалната состојба. Која беше, зошто дојдва и како дојдва, како прво. Како второ, оно што се одвиваше во прославата на 100 годишнината од знамето од независноста на Албанија, нормално тие си имеа прослава, меѓутоа голема критика има не само од другите националности што живеат во Албанија за овој празник, туку и од самите албанци имаше огромна критика за начинот на прославување на 100 годишнината од независноста на Албанија. Заради тоа, дека прославата повеќе личеше на провокативно, отколку на вистина едно 100 година слава од една независна држава. Сметате за Македонија? Па сметам и за провокативно личеше за во Македонија, провокативно личеше и за во Албанија, а за во Албанија на вистина личеше како едно страно славење на 100 годишнината. Самите во албанското општество имаше огромна критика за начинот на кој се прославуваше 100 годишнината во Како ја видовте, Ефтим, како ја видовте прославата во Република Македонија? Практично, ако тргнеме од Струга, Дебар, Гостивар, Тетово, Скопје, па и она централната прослава во салата Борис Трајковски, сето беше албанизирано, а немаше ниту еден представник од политичкиот врв на Македонија. Ние бевме како село без кучиња, држава без газди. Дојдоја дома премиерите на Косово Хашим Тачи, што знаете што порача, а исто така знаете што ни порача и Сали Бериша. Точно е така, Ицо, дека на вистина се беше црвено, тие, зато кажав и предходно, дека прославата не личеше на прослава. Прославата личеше на провокација. Јас искрено, гледано од друг аспект, тврдам со одговорност. Ако во тие моменти, во тие мигови, значи ден пред прославата, се направеше некоја интервенција на начинот на кој тие ја организира, може да имаше големи последици во Македонија. Тврдам со одговорност дека не личеше на прослава. Не можеш ти да прославиш прослава на 100 години, да манифестираш сила на оружје на деца малолетни. Со сето тоа, мене ми се чини дека мудро ја надминаја власта во Република Македонија, мудро ја надмина ова, следејќи одблиску реалната ситуација како се одвиваше. Она можеше да ни донеси големи последици и сега кога веќе е на праго, кога се дискутира статусот на Република Македонија во Брисел, во Европската за прием и датум на определување. Со сето тоа, има огромни критики и за врвот на Република Македонија и за власта, дека премиерот Никола Груевски си замина во Америка и ја остави државата. Не знам, има разни коментари, но гледајќи ја ситуацијата од надвор, како македонец, како доликува ситуацијата во Македонија, мене ми се чини дека мудро ја надминаја,
пошто требаше да биде посетен, да биде и премиерот на Република Македонија во прославата во Тирана и да ги посетеше македонците во Албанија, тоа беше веќе програмирано, но оно што се случи на 23-ти, кога се падеше македонското знаме и се фрлаше јајца по премиерот, тоа на вистина, мене ми се чини дека врво на македонската држава одлучи едноставно дека да ја бойкотира посетата на Тирана. Мислам дека ако покажеме воздржаност, ако покажеме другата страна на компактност, ние можеме да успеме. Еве, јас ќе му апелирам до сите македонци. Сите се чудиме и со сега дека како црвене, ме слушаш? Да. Како црвенеја знамињата на независноста, на денот на независноста Албанија. Ајде, си го поставуваме на прашање и вас, и на сите слушатели на македонска во цела диаспора. Кој ни брани нас на денот на Илинден, на независноста на денот на Македонија, да си ги истакниме нашите национални символи? Кој ни брани нас да се устружиме на ден на Илинден? Кој ни брани нас да си правиме, навистина да си организираме за етнички, масовни прослави? Никој не ни брани. Сметаш за во Албанија? Ајде да си погледниме кај нас. Оно што треба да го направиме, за ние навистина не да личиме на некој како потурнати, како сирачина. Напротив, да покажеме нашата компактност и нашето постоинство. Да, во право си таму, меѓутоа во Грција сметам дека не можеме да го славиме Илинден освен во Овчарани, но меѓутоа еве и таму го славиме. Во Албанија во право си дека организираноста е на многу ниско ниво, затоа што еве ова лето кога бев јас не ги прославивме во Тирана со промоцијата на книгите, една од моите книги и на Докле, господинот Докле, а потоа во Голо брдо, нели, се вееше знамето, 16 зрачното знаме. Значи, вината е и до нас самите македонци. Но сметав на поголемите провокации, немаме време, имаме уште една минута, на провокациите од самиот премиер Сали Бериша и Хашим Тачи, кои побараа голема Албанија. Само пократко, бидејќи имаме уште една минута. Имаме една минута. Кога некој ќе види, Ицо, кога некој ќе затрупан во лом и нема други излез, нема други начини реформи да му понуди, оној нуди се служи со такви изјави. Јас ви гарантирам дека ништо нема да се случи во врска со тоа, дека тие нема друга алтернатива и се држат само на националната алтернатива. Добро, Ефтим, ви благодарам многу и ви посакувам успех на новата политичка партија. Исто така ти благодарам, Ицо, поздрав за вас и до сите македонци во диаспората, в година на Илинден да покажеме уште пообединети, уште поорганизирани, за да му го докажеме на светот и на јавноста дека ние постоеме. Се надевам дека и македонската диаспора ќе учествува во тоа. Ќе се собереме уште еднаш и во Тирана и пак и на другите македонски места се прослави Илинден. До слушање. Пријатно. Почитувани слушатели, дојдовме до крајот на нашата радиопрограма. Разговор водевме со Ефтим Митревски.